наоѓаме во Средното општинско училиште Орде Чопела, стручно училиште со современи капацитети за реализација на теоретската и практичната настава, и денес во нашето училиште се реализира отворен ден во соработка со општина Прилеп, се со цел деветоделенците, нивните наставници и родители поблиску да се запознаат со стручното образование кое нуди поголеми бенефити за младите и економијата во земјата. Оваа учебна година во нашето училиште ќе се запишат 9 паралелки, од кои 4 дуални, и тоа прехранбен техничар, пекар, техничар по фитомедицина и агротехничар. Оние ученици кои што ќе се запишат во дуалните паралелки ќе добиваат стипендија во месечен износ од 3500 денари, 9 месеци во годината, но ние обезбедуваме стипендија и за сите останати ученици кои што ќе се запишат во останатите паралелки од секторот земјоделство, рибарство и ветеринарство, односно техничар по ветеринарна медицина, и сектор градежништво и геодезија, односно геодетски техничар и архитектонски техничар. Оваа година пријавувањето и запишувањето на учениците ќе се врши во еден уписен рок со 2 пријавувања, и тоа од 20 до 25 јуни прво пријавување, а второ пријавување на 1 и 2 јули. За оние ученици кои што доаѓаат надвор од општина Прилеп, им е обезбедено бесплатно сместување во ученичкиот дом Орде Чопела, со кој што нашето училиште има безпрекорна соработка. По завршувањето на образованието во нашето училиште, на децата им се обезбедува брзо и квалитетно вработување, а на компаниите квалитетен кадар со кој ќе зголемат нивната продуктивност. За крај ќе кажам дека образованието е најмоćното оружје кое може да го искористите за да го промените светот. Денес нашиот стручен тим, нашиот наставен кадар е целосно подготвен за пречек на деветоделенците од нашиот град и пошироко. Затоа, драги деветоделенци, запишете се во Средното општинско училиште Орде Чопела. А сега може да ги погледнеме струките и профилите кои ги нуди ова средно стручно училиште. Јас сум Ангела Петреска, професор по стручни медицински предмети во профилот техничар за очна оптика. Овде се работи за струка која е доста барана и покажа голем интерес кај деветоделенците во изминативе неколку години, но и струка која понатаму нуди брза можност за вработување. Планирани се 34 ученици, бараме 60 поени, што значи дека учениците треба да имаат минимум многу добар или одличен успех. По завршувањето, значи учениците може да се вработат во некој од оптиките како техничари за очна оптика, да се запишат на некој од факултетите, значи како оптометристи или медицинскиот факултет секако, бидејќи има добра основа за медицина од тука. Значи, после завршувањето учениците може да отворат и свој собствен бизнис, односно оптика во нашиот град, бидејќи клиенти и пациенти секогаш имаме за таа работа, бидејќи живееме во модерно време. И оваа струка нуди можности за да се коригира целиот проблем со видот во денешно време. Јас сум Јована Божиновска, во класот прва 4. Учам во профилот техничар за очна оптика. Условите кои ги нуди нашето училиште за изведување на теоретска, особено на практична настава, доведоа до мотив да се запишам јас тука, но исто така морам да го спомнам тука и тимот на обучени и стручни професори кои ни нудат достапни знаења и обуки. Да, професорите се едни од најзалаганите за нашите предмети, за нашата обука во сето тоа. Се учи нормално за окото, за видот, за наочарите, кога имаме и пракса, за брусење и други работи. Да, сега ни е реновирана нашата лабораторија и имаме нови апарати и машини со кои можеме да ги изведуваме подобро нашите практични задачи. Можеме да одиме на факултети и на други образовни средства, но можеме да се ангажираме со други настани и работи. Стојчевска Жорџиевска, вработена како професор во Средното општинско училиште Орде Чопела Прилеп по стручни предмети од областа на прехранбена технологија. Ова е штандот на прехранбената струка од секторот хемија и технологија.
каде што има можности учениците да се запишат со 4 годишно траење на образование, прехранбен техничар, и со 3 годишно траење на образование, пекар и месопреработувач. Има услови во училиштето, се реализира и теоретска настава, меѓутоа знаењата учениците кои што ги стекнуваат преку теоретските часови ги применуваат во практичната настава, која што дел се реализира во нашата училишна пекара Детелинка, се реализира во 4 училишни лаборатории, меѓутоа се реализира и во објектите од прехранбената индустрија. Имаме наши соработници, еве и тука и спонзори, Донија, млекарата Софија, тука се и дуална паралелка, тоа значи дека има зголемен број на часови за теоретска настава и учениците имаат можност да земаат стипендија. 3.500 денари месечно земаат учениците, да. По 34 ученици во паралелка се запишуваат, кај дуалната паралелка е нешто помал бројот и тие уште од прва година се склучуваат договори со фирмите, посетуваат практична настава, исто така и во текот на летниот период одат на феријална пракса во фирмите од прехранбената индустрија. Значи се стекнуваат со основа за да можат по завршувањето на образованието директно да се вклучат во работните процеси на организациите, можат да го продолжат образованието на високообразованите институции или да започнуваат собствен бизнис, бидејќи тоа се занаети кои што се бараат и кај нас па и во странство. Јас сум Наталија Бошковска и сум од втора 1 клас, сум прехранбен техничар. Нашето училиште нуди изванредни услови за реализирање на теоретска и практична настава. Овие пекарски производи ние ги реализираме преку практична настава во нашата реална училишна компанија Детелинка. Имаме 2 пати неделно училишна пракса. Преку лето имаме по 15 или 10 дена од пракса. Земаме стипендија. Јас имав многу помала, знаем дека ќе се запишем овде, многу сакав хебија и многу сакам да работам, да обработувам пецива, многу ми е тоа мило и да испитувам да бидам прехранбен техничар и потоа за аналитичар ако може. Па сакам да продолжам за технолог. Мислам дека можам да успеам. Денеска ми беше оптика, таму изработувавме очила и стакла. Дипломата е призната во училиште. Најмногу мене ми се допадна струката оптика, бидејќи е призната низ цела Европа, дипломата на оптика. Во оптика изработувавме стакла, ни покажа учениците како да изработуваме диоптер. Да, училиштето супер е, ми се допадна и има услови за настава. Филип Димковски, агроном, професор по земјоделски предмети во Средното општинско училиште Орде Чопела. Учениците кои сега треба да се запишат, треба да размислат секако тие и нивните родители и да се соочат со фактот дека додека постои човештвото секогаш му е потребна храна. Токму на нашите насоки, агротехничари и техничари за фитомедицина, учениците ќе научат како да произведат храна, за да можат да бидат самостојни, да произведат храна за нивните семејства, но и многу пошироко, да можат да развијат собствени бизниси и доколку веќе нивните семејства се занимаваат со производство, да се унапредат со стекнатото знаење во нашето училиште, да бидат уште поуспешни во нивните семејни бизниси. Прво, во нашето училиште, освен теоретскиот дел, имаат и практична настава и училиштето располага со многу можности за изведување на практична настава, стакленик, пластеник, површини на отворено, соработка со реални компании каде што се изведува пракса, како земјоделски аптеки, Институтот за тутун, винарски визби. Исто така учат и за механизацијата и добро е што нашите паралелки се дуални, значи сите ученици добиваат по 3.500 денари месечно, што секако им го олеснува средношколскиот живот. Понатаму, доколку одлучат да студираат, пред се од нашите насоки можат да се запишат на земјоделските факултети и на биотехнолошки науки
и така натаму. Јас сум Јане Невоски, сум 4-та година техничар по фитомедицина. Па овде е многу добро да се учи, затоа што покрај практичниот дел и теоријата, сето го совладуваме, работиме, значи многу со професорите, учествуваме на секакви надпревари. Сега последно учествуваме на државниот тракторски надпревар, каде јас освоив второ место на државно ниво за заштита на растенијата и овошките. Во иднина би се гледал како иден професор или иден што би придал за државата повеќе. Јас бев на таква средба во Грција преку, значи таму многу добро е практичната настава, нови знаења, нови другарства, сето ново. Ми беше и понудено и работа после школувањето. Ветеринарната медицина е една благородна професија која што се грижи за здравјето на животните, значи нашите ученици уште од прва година, а и понатаму преку практичната настава имаат можност практично да се способуваат како да прегледуваат животни, како правилно да пристапуваат, да дадат соодветна терапија, значи и понатаму како техничари по ветеринарна медицина да можат да работат во ветеринарните амбуланти, каде што изведуваме там практичната настава. Во нашето училиште има исто ветеринарна амбуланта и мини фарма, каде што учениците преку прегледите животните и давањето на соодветната терапија ги успособуваме како стручни ветеринари да помагаат и асистираат при различни оперативни зафати. Понатаму можат секако да го продолжат своето повисоко образование на ветеринарните факултети. Станува збор за профил за кој што се потребни 45 поени, може да се запишат 34 ученици. На првиот уписен рок се собираат поените од 600, оценките се собираат од 600 до 9 одделение, тука е и поведението, тука е и предметите кои што се значени за струката, односно биологија и хемија, доколку значи на првиот уписен рок не успеат да се запишат, имаат можност на вториот уписен рок на 1 и 2 јули да со намалување на поените да влезат во овој профил. Техничката Матеја Илиевска од прва година се запишав на профилот по техничар за медицина, затоа што сакам да му помагам на животните за здравјето и во иднина би сакала да се запишам на ветеринарниот факултет. Имаме пракса, ние што сме прва година одиме на пракса во лето и тука сме една недела и така. Се запишав затоа што ги сакам животните и имаме ветеринарна амбуланта, таму имаме назад и како ги чуваме животните фарма и имаме да прегледуваме животни. Имаме ветеринарна амбуланта, таму имаме назад и како ги чуваме животните фарма и имаме да прегледуваме животни. Имаме можност. 4 години. Условите се добри, имаме добра пракса, имаме долго добри професори кои ни овозможуваат феријална пракса и практична настава. Јас сум Михаела Селјановска, учам ветеринарен техничар по медицина. Сум втора година, изучуваме инструменти, како правилно аплицираме лекови кои најмногу внимаваме на воздухот во шприцот кој може да му штети на животното. Имаме можност да присуствуваме на операции, да бидеме асистенти. Исто така внимаваме на здравието на животните, се грижиме за нив. Треба да има многу големо срце и треба да ги сакаат животните, да бидат спремни на се апсолутно, да бидат спремни да го спасат животното, да знаеме да даеме добра терапија, соодветна, пристапот кон животното и помалку стресната ситуација за истото животно.
Биљана Костовска, професор по стручни геодетски предмети. Овде ние го представуваме секторот градежништво и геодезија. Во овој сектор имаме два профили, геодетски техничар и архитектонски техничар. Станува збор за профили кои што се основа на модерниот начин на живење, односно се она што е изградено или треба да се гради мора да биде претходно подготвено од областа на геодезијата и од областа на архитектурата. Најмногу ни е застапена практичната настава, учениците одат на пракса во геодетски компании, архитектонски бироа, градежни компании, катастарот и се спремаат за идни геодетски техничари. Впрочем, тие се и нивните идни работни места. Исто така можат да работат и онлайн, бидејќи ние изучуваме голем број на компјутерски програми. Бидејќи станува збор за дефицитарни професии, Министерството за образование ни доделува стипендии по 3500 денари 9 месеци во годината. Јас сум Михаил Димески, ученик сум во втора година. Јас се запишав во овој профил бидејќи мене ми привлекуваат геодетските инструменти и компјутерските програми кои што се користат при изградба на патишта, објекти, брани и за многу други различни објекти. Исто така ние одиме и на пракса во градежни компании, во геодетски и најчесто во катастарот. Да, сум го продолжил овој смер, нив му станува многу интересно, од што му раскажам што учиме ние на училиште и тие најчесто би рекле да, ќе дојдеме, ќе го разгледаме овој смер и се надевам дека ќе се запише во овој смер. За мене е многу интересно со праксата и на училиште тоа што го учиме. Најмногу се интересираат што ќе одат на пракса, не само на училиште, за подготовките, например, на еден план за изградба на некој стандбен објект, за некој патишта и затоа тие најмногу се интересираат. Кире Настајски, учам во профилот архитектура во втора година. Јас запишан овде бидејќи ме интересира мене техничкото цртање, компјутерските вештини кои ги употребуваме, практичната настава, исто така се црта. Имам нацртано, пример ова, исто го цртаме сите. Например, како се употребуваат тие работи во градежништвото, во архитектурата. Јас сум Биљана Апостоловска, професор по хемија во Средното општинско училиште Орде Чопела. Тука сум да ви кажам збор 2 за секторот хемија и технологија, во кој нудиме два профили, техничар за животна средина и хемиско-лабораториски техничар. Училиштето, како училиште, располага со кадар, со материјал и со лаборатории во кои се изведува практичната настава. Какво е искуството, како учениците поминуваат низ часовите во нашето училиште, ќе ви каже нашиот ученик. Добар ден, јас сум Петар Јовановски, ученик во струката хемиско-лабораториски техничар. Нашата струка е во профилот хемија и технологија, како што кажа претходно професорката, што спаѓаат неколку други струки. Наставата се одвива теоретски во училници, како што и се одвива во лабораториите. Сега имаме нови лаборатории, добро опремени, а во лето имаме исто така и феријална практика, тоест работа, учење преку работа во други компании или установи. Професорите се вложуваат на максивен левел, мислам дека, бидејќи пробуваат да ни објаснат поубаво, значи опширно, ако не знаеме ни објаснуваат, затоа и учење преку работа имаме во лабораторија. За проектите, што току се вратив од проект во Полска преку EcoLogic, поврзано околу животната средина. Мислам дека сме единственото училиште кое има проекти цела година околу со различни невладини организации. Може да се прават
Да, размени со ученици, нови знаења, разменување со професори, другарствани или нормално со други деца. Јас сум Мила Огненовска и ние сме медицински лабораториско-санитарни техничари. Тоа е струка која што е 4 години, значи 4 годишно образование, која што се состои од практичен дел и од теоретски дел. Теоретскиот дел се одвива во нашето училиште, а додека практичниот дел се одвива, имаме феријална пракса и вежби кои што се одвиваат во нашата лабораторија, која што е современо исполнета, полна е со секакви апарати. Практичниот дел исто така имаме феријална пракса, каде што 20 дена во летото одиме во разни здравствени установи, како што се здравствениот дом, трансфузија, болница, заводот и многу други. Исто така во трета година, ние сме сега трета и ние имаме еден ден во неделата каде што ги посетуваме истите здравствени установи, а исто така имаме вежби во нашата лабораторија. Не само што ги посетуваме, веќе работиме како како дел од нив, од здравствениот кадар. Земаме крв, испитуваме, проверуваме и слично. Имаме добра комуникација со пациентите. Тие се задоволни од нас, ние сме задоволни од нив. Мислам дека е интересно да се проба нешто вакво. Јас сум Тајла Бибич и јас сакав медицината од мала. И не знаев зашто прво да се одлучам. Пробав овде. Сега ми се допадна, јас би ви препорачала на другиве исто да пробаат. Нема да се покаја, че им биде убаво задоволство. Треба сега да проба. Јас медицински лаборант. Ќе продолжам исто за медицински лаборант, затоа што стварно е убаво. Убава струка, треба. Бидејќи ние самите сме остручени самостојно да работиме во лабораторија, никој не ни кажува како да работиме, а и самата работа е прелесна поради апаратурата. Ние треба само да го земиме примерокот, принципиелно како што треба и после го ставаме во апаратура и сами излегуваат резултатите. Лесно и интересно.